Почитувани, владата и институциите предводени од СДСМ одговорно и посветено работат на надминување на последиците од глобалната енергетска криза. Во пресред на најтешката зима после Втората светска војна, владата предводена од СДСМ презема конкретни чекори за зголемено производство на струја, обезбедување доволни количини енергија, но и поддршка на граѓаните и стопанството за полесно справување со последиците. Во таа насока и одлуката за ограничување на трговската маржа на електричната енергија, со што им се излегува во пресред на компаниите, училиштата и други субјекти кои со електрична енергија се снабдуваат на слободниот пазар. Планот за производство на ЕСАМ, државната компанија за производство на електрична енергија, е зголемен за 25%. Цената на електричната енергија за крајните корисници, односно за домаќинствата, и натаму ќе биде субвенционирана од страна на државата во висина од 80%. Покрај ова се преземаат и долгорочни решенија за зголемено производство на електрична енергија и намалување на зависноста од увоз на струја. Со законски измени, секој покрив станува мини електрана со поставување на фотонапонски панели, зашто постапката е многу поедноставена. Владата има јасен план за пребродување на овој кризен период, се до април 2023 година и продолжува посветено да работи во интерес на сите граѓани и на стопанството. И додека СДСМ презема мерки во интерес на граѓаните, ВМРО-ДПМН е предводена од Христијан Мицкоски по секоја цена продолжува со блокадите. Наместо конструктивност, ВМРО-ДПМН и Мицкоски со барања за избори, за референдум се обидуваат да го попречат нормалното функционирање на институциите, на штета на домашната економија, а со тоа и на штета на граѓаните. Нивното такво деструктивно однесување одново ќе биде поразено. Ви благодарам.